Добар ден на сите. Прво би сакал да го поздравам и голема благодарност да му изразам на професор Спировски што го организира овој настан. Ова е еден од ретките настани каде што можат сите во Република Македонија да се запознаат кои се македонските списанија, кои имаат поголема важност, да се запознаат уредниците, да се запознаат со нивната работа, но исто така и научната јавност во Македонија да дојде до поголем допир со списанијата кои што потекнуваат од Македонија. Денес ќе ве зборувам за Journal of Hygienic Engineering and Design, меѓународно списание, единствено во светот кое што објавува трудови и од хигиенското инженерство и дизајн, и ќе направи една куса споредба со издавање или уредување на книги или рецензирање на книги во Elsevier, кој, како што знаете, е еден од најголемите светски издавачи на научна литература. Ќе направам една мала паралела. Journal of Hygienic Engineering and Design издава трудови од следниви области, од хигиенско инженерство и дизајн, како што спомнав, квалитет и безбедност на храна, производство и преработки на храна, нутриционизам и здравје, но здравје поврзано со храна или со исхрана. Зошто овие области? Баш. Хигиенското инженерство и дизајн е всушност еден сплет на дисциплини и на научни области, кои што се поврзани со изработка на машини, алати и прибор за прехранбена индустрија, но исто така и за објекти од прехранбената индустрија, се заедно поврзано со дисциплини како што се механичко инженерство, процесно инженерство, конструкција на машини, електроинженерство, екологија, градежништво и така натаму и така натаму. Значи, мултидисциплинарна област. Но секако ова област, како мултидисциплинарна, е неопходна и е предуслов за производство на квалитетна и безбедна храна, па оттаму и втората област во списанието, значи квалитет и безбедност за храна. Секако не можеме да зборуваме за квалитет и безбедност за храна без да имаме производство и преработки од храна. И оттаму и третата област. Последните две области се резултат на годишната конференција, конгрес, во последните 3 години Нутрикон. Нутрикон е меѓународен конгрес доделен на Консалтинг и тренинг центар Клуч од Европската федерација за храна, наука и технологија, каде што јас сум македонски амбасадор. Нормално волонтерски. На една од седниците во 2013 година разговаравме за тоа како да се спојат повеќе области во една, или квалитет и безбедност за храна, заедно со нутриционизам и со здравје. Проблем беше тој период што излегува многу статии, така наречени статии или написи во социјалните медиуми каде што се зборуваше за здравјето на луѓето, еве да кажеме здравствени препораки на Facebook. Што е добро, што не е добро, што да се користи, што не. Тоа се мешаше со разни работи и тоа пречеше не само кај нас, пречеше било каде во светот. И се зборуваше дека треба да се направи некаков настан кој што ќе ги обедини барем овие 3 области заедно. Бара кој сака да организира, ние се пријавивме, знаевме дека ќе биде тешко, бидејќи е многу тешко да споите на едно место медицинари, да споите технолози, инженери, нутриционисти. Обично тоа се помали, потесни заедници, кои што повеќе работат во своите области. Но тоа се затворени области, нели едни со други не комуницираат многу. И го добивме првиот конгрес во 2014 го организиравме во Скопје. Имавме преку 100 учесници од целиот свет. Ни дојде председателот на Светската организација за нутриционизам. Следната година ни рекоа, штом го организирате еднаш, организирате го и втор пат, но ние рековме, ако веќе го организираме и втор пат, ако е успешно, од сега натаму секој пат ќе биде во Република Македонија. Тие се согласија, го имаме тоа написмено, го организиравме и третиот конгрес и од сега па натаму Нутрикон се одржува секоја година, последните неколку години во Охрид. Значи, оттаму и последните 2 области, кои што ги спомнав како област на самото списание, нутриционизам и здравје, но поврзано со храна.
Исто така, Journal за хигиенското инженерство и дизајн е избрано како journal или како списание во кое што ќе се објавуваат цели трудови од серијата на конгреси на ЦЕФУД или на Централно-европската асоциација за храна, серијата на конгреси и серијата на конгреси на Црноморската асоциација за храна, наука и технологија. Значи, сите трудови што пристигнуваат на овие конгреси се објавуваат во Journal of Hygienic Engineering and Design, нормално секој во својата област. Journal of Hygienic Engineering and Design е Open Access Journal. Бесплатно е симнувањето на трудовите, а објавувањето на трудовите, тоест трошоците за објавување на трудови се 200 евра. До сега имаме преку 40.000 официјално регистрирани читатели од целиот свет, и тоа не само од академската заедница, туку и од компаниите, што е за нас исто така многу важно. Ќе ви објаснам малку подоцна зошто. И ова е веб страницата на самиот journal, која е во фаза на редизајнирање, бидејќи е стара веќе 10 години и за 2 недели ќе биде комплетно редизајнирана и поставена. Да ви објаснам малку околу самиот journal, бидејќи хигиенско инженерство и дизајн не е некој поим што луѓето лесно го сваќаат што и како. Ние имавме проблеми првите 4-5 години да објасниме дека дизајн не се работи само за моден дизајн, туку има дизајн на многу други работи. На 29 април 2010 година во Стопанската комора на Македонија, во присуство на 83 представници од компаниите, државни владени институции, универзитети, истражувачки центри и така натаму, беше подпишано свеченото или официјалното отворање на македонската регионална секција на ЕХДГ, и со тоа станавме понешто први во Европа, станавме прв член од Источна Европа, членка на ЕХДГ. Седиште е Консалтинг и тренинг центар Клуч. Што е ЕХДГ? ЕХДГ е European Hygienic Engineering and Design Group. Се работи за најсилната и највлијателната мрежа од областа на храната и фармацевската индустрија во светот. Значи, членки на оваа организација се Nestlé, Unilever, Kraft Food, Alfa Laval, Johnson Diversey, Lactalis, Tetra Pak и така натаму компании, но исто така и членови на Европската комисија, European Food Safety Authority, како и агенции, представници од разни агенции за безбедност за храна од целиот свет. Нормално има и универзитети, факултети, истражувачки центри и така натаму. Следната година веќе ЕХДГ ни го додели првиот светски конгрес за хигиенско инженерство и дизајн. Се одржа во септември во Охрид. Имавме учесници, 281 учесник од 39 земји светот, беа собственици на компаниите кои што ги видовте, или CEO-а нивни, или технички директори, ректори, декани, професори од разни институции. Се одржа брокерски настан. Брокерски настан обично го има во стопанските комори, тоа е B2B настан, каде што се зборува бизнес to бизнес и таму се разменија 10 милиони евра со нашите македонски компании, што го сметаме како наш успех. Но она што јас исто така сум особено горд е што на таа средба остваривме средби помеѓу представниците на компаниите со представници на нашите академски институции и со странските академски институции. Значи имаше средби академија и бизнис академија, и крајен резултат на тоа беа 7 или 6 заеднички европски проекти во европските програми. Беше прогласен за најважен настан во прехранбената индустрија во светот во 2011 година, и таа година за прв пат излезе Journal of Hygienic Engineering and Design во печатена форма, но веќе од следната година почна да излегува во електронска форма. До сега има излезено 31 волумен или 31 број. Во септември ќе излезе 32-иот број. Редовно излегува 4 пати годишно во март, јуни, септември и декември. Journal of Hygienic Engineering and Design има до сега објавено 586 трудови, доста сме и селективни.
Индексирани сме во Scopus, EBSCO, China National Knowledge Infrastructure, датабазите Истина и e-library од Русија, Норвешкиот регистар на научни трудови во CABI Full Text Repository, Food Science and Technology датабазата, Global Health датабазата, Германската национална датабаза за наука и технологија, кои што се пак заедно, па сите тие влезени во вебов Knowledge Thomson Reuters, CapDirect, Ovid SP и така натаму. Каква е нашата уредувачка политика? Уредувачкиот одбор се состои од 23 члена, кои што доаѓаат од 20 земји. Само двајца се од Република Македонија, што е вкупно 9%. И ние ќе се трудиме тој број да остане така. Изборот на рецензенти се прави на следниот начин. Значи, мора да биде од соодветната научна област од која е приложен трудот. И обично е тоа еден од тие членови на главниот уреднички одбор, кој што е лид рецензент. Тој може да одбере двајца свој корецензенти или да назначи дека место него ќе биде друг или трет корецензент, но тој не е било кој, туку мора да ја биде познат. Мора да му биде познат на журналот, значи треба да се знае неговото име, биографија, рецензентски стаж, работа, дали бил учесник во други редакцијски одбори и така натаму. Кога се оценува или кога се предлага рецензент, тој мора да биде од истото научно ниво, исто како и лид рецензентот кој што ја врши рецензијата. Гледате дека и од две различни земји најмалку, значи гледаме да избегнуваме од една иста земја да се рецензенти за трудови. Прв чекор за авторите е да се пријават, значи постои електронско пријавување со пополнување на основните податоци за авторите и им се дават упатства за абстракт, значи за два типа на абстракти се дават учество. Абстракт за оригинален научен труд, како се пишува, и абстракт за стручен труд, како се пишува. Значи мора да се придржуваат авторите до тие упатства. Исто така, од која ќе ги напишат, имаат упатства и ако им помине абстрактот, добиваат упатства како се пишува цел труд и што треба да се содржи, кои елементи да ги содржи целиот труд, за оригинален научен труд, како и за стручен труд. Во суштина, овие упатства содржат објаснувања за содржината на секое поглавје, што мора да содржи внатре, како се пишуваат табели, какви треба да бидат сликите, во кои единици да се користат, хемиски материи, микроорганизми, кратенки, начинот на цитирање и користената литература или референција. Исто така, авторите мора да поднесат и кавер летер. Кавер летер во македонски препев е пропратно писмо, но не е само пропратно писмо. Кавер летер е во суштина писмо со кое што авторите тврдат дека трудот е оригинален и необјавен. Исто така тие мора да потврдат дека тие се единствени сопственици на трудот, кои што го пишуваат, не е сопственик некој друг или некоја друга издавачка куќа. Трудот не смее да биде претходно објавен во печатена или електронска форма во други списанија и исто така не смее во истиот момент да биде поднесен или претходно да бил поднесен. И една работа што ни е нам особено битна е дека сите несогласувања со рецензентите или со журналот ќе се решават по писмен пат и во добар дух и на конструктивен начин. Што добиваат рецензентите? Рецензентите добиваат формулари за абстракти, како што ги гледате тука, и има секции каде што сите овие работи што се бараат, дали самиот абстракт ги содржи или не. Исто така, истиот сличен формулар секој рецензент добива за цел труд. Како оди целиот процес на рецензија? Значи, прво се рецензира абстрактот, а потоа се рецензира целиот труд. Значи, имаме двојна рецензија. Абстрактот го рецензираат обично тројца рецензенти. Потоа, нивните рецензии доаѓаат до кај мене, јас сум главниот уредник, јас правам збирна рецензија, значи ги собирам нивните коментари, забелешки,
и тоа се праќа до авторот. Авторот има време да ги поправи или да го коригира абстрактот и потоа абстрактот се враќа назад до рецензентите да потврдат дека се е поправено како што бареле. Или не е поправено затоа што авторот смета дека не треба тоа така и така да биде. Целиот процес трае максимум 7 до 10 дена, но во просек е 7 дена. За абстрактите, бидејќи се ограничени со 300 зборови. Со исклучок може да напишете и повеќе, но тоа е доста ретко. Целиот труд, значи од истиот автор, оди кај истите рецензенти, да кажеме кај нас помалку или повеќе е правило се вклучуваат уште 20 рецензенти, особено ако се работи за мултидисциплинарен труд, каде што се зафатени повеќе области во еден труд. И потоа збирната рецензија оди пак кај авторот, кој пак има време да поправи и поправениот труд пак се враќа до рецензентите да потврдат дека е навистина трудот спремен за објавување. Целиот процес трае максимум 60 дена, гледате дека трае малку подолго, во просек кај нас трае 30 на дена, еден месец. Исто така, очигледно од сето ова што го гледате, дека ние одеме на класичен тип на рецензија, дека избегнуваме онлайн рецензија поради потенцијалот од лажни рецензии. Постои потенцијал, има мал потенцијал, ние не би сакале ниту еден дел од тој потенцијал да биде кај нас сега за сега. Додека не се најде сигурен начин дека ќе се избегнат тие лажни рецензии или дека нема да има, кој ќе има таков систем, во тој случај би одели и вака. Имаме посебен кодекс за однесување на рецензенти, кој секој рецензент мора да го подпише, ако сака да биде рецензент, а тоа е дека мора да е коректен, дека не смее да менува текст и стил на авторот, дека мора да се води само од научни принципи и дека мора да ги почитува правилата на журналот. Самиот журнал има право да менува рецензенти. Значи, во случај рецензентот да не се однесува како што треба, журналот има право да го смени и со тоа го добива на писмено, со јасно објаснување зошто е сменет. Но исто така има и автори кои што по секоја цена инсистираат на определени работи или имаат навредлив јазик или не се однесуваат како што треба, постојат и такви автори, и секако дека и журналот има право да одбива трудови што ние сме го правеле повеќе пати. Значи, мора да постои некој начин на комуникација каде што е главна науката, а не каде што е главно егото. Сега, колку за споредба како оди рецензирањето во Елсевиер, се работи за книги. Јас сум исто така еден од рецензентите или уредниците на една од книгите, сум пишувал дел од книгите. Кога се работи за книгата Nutritional Health Aspect Food in Balkans, каде што јас сум еден од тројцата уредници, начинот на кој што се пишуваат текстовите или поглавијата, сакам да ви кажем начинот на рецензија како оди кај книгите, многу сличен како со журналите и зависи од луѓето. Значи, во Elsevier имаат Electronic Manuscript Subscription System, многу едноставен начин е. Секој уредник си добива своја лозинка, има назначен менаџер на уредничкиот тим на луѓе и потоа со овој едноставен пристап секој автор има право да ја добие table of contact, начинот на кој што пораките ќе се пишуваат помеѓу себе, што може да се експортира и така натаму и така натаму. Дури има и упатства за авторите, као што гледате Elsevier не ги дава јасно упатствата, туку вели обратете се на менаџерот на уредничкиот тим. Значи, менаџерот на уредничкиот тим бира на кој начин ќе се пишуваат цитатите, референците, литературата и така натаму. Некој пат го користат америчкиот систем, некој пат користат европски системи, некој пат користат своји сопствени холандски системи, зависно од книга во книга. Кодекс за однесување на уредниците во Elsevier, ако зборуваме за кодекс на однесување, не постои. Немаат кодекс. Тоа го ставаат на совеста на уредниците.
Би требало да има. Во суштина, секој уредник има слобода да се однесува како сака, се додека авторите се согласуваат со тоа. Има двоен проблем. Проблем е што некои уредници ги наметнуваат своите ставови, своите гледишта на авторите и ги тераат на сила да го променат текстот и стилот на кој начин бара и авторот. Значи, тоа беше еден од случаите со кој јас директно се расправав со еден од уредниците дека не смее тоа да го прави. И тоа му беше одбиено. Но тој се обидуваше цело време. И втор проблем, исто така голем проблем. Некои автори се подготвени се да прифатат само за да бидат објавени. Како автори на поглави и така натаму. Што исто така голем проблем, што зборува за нискиот научен интегритет на луѓето што пишуваат таму. Значи, не секој пат е така како што мислиме дека е во светот. Се подобро и подобро. Значи, мој заклучок е, кој ќе споредиме начин на рецензирање, кој што се применуваат во Република Македонија или во македонски списанија, е дека тревата не е позелена во туѓиот двор и дека сите луѓе сме исти, само зборуваме со различен јазик. Се зависи од совеста на тој што е уредник или што се уредници во списанието и рецензенти. Благодарам многу, ве покануваме да пишете труд за Journal of Hygienic Engineering and Design. Благодарам на колегата Каковинов. Отварам дискусија по претходното и по ова предавање, да се извинувам зашто сега некако збиеме. Многу различни начини на рецензирање, меѓутоа ние сме луѓе цел. Вие спомнавте релевантност, за жалко една многу нерелевантни луѓе и се уште рецензираат. Дали има никоја можност, мислам, како се, кои ги бира, тие кои проверува, дали се они стварно тие луѓе релевантни, мислам, затоа што не знам широка област е природните науки. Може да нема врска, да имат завршено ист факултета, да нема врска едната со другата. Тоа беше кој рецензент е релевантен, а кој не е, како знаеме. Затоа што викате релевантни, ама и да сега како се напроцениле, дека тоа е... Значи, тргнуваме од неколку основни постулати. Првиот постулат е дека не може, да кажеме, земјоделски инженер да рецензира медицински труд од медицина, да каже. Тоа е основното. Второто, не може секој од медицина да рецензира медицински труд од било која гранка во медицината, мора да е од таа соодветна гранка. Трето, се бираат луѓе кои што имаат стаж во таа област со години. Значи, не се бираат некои што тек сега станале доценти, туку некои кои што работеле со години и имаат листа на објавени трудови во сериозни списанија и кои што имаат сериозно CV за себе. Например, еден од рецензентите ни доаѓа од Ломоносов, универзитетот во Русија. И има страшна биографија и ја не можам да кажам дека таа жена не е навистина врвна во својата област. Така да, секој пат има начин како да дојдете до најдобрите луѓе или што е можно повеќе или поблиску до најдобрите луѓе за тој труд. Да, меѓутоа јас се извинам, не го верите, бидејќи идејата на българскиот процес е интердисциплинарна. Значи, тоа што го рековте во некој случај може да е многу поголемно, отколку да се од ист факултет. Значи, може некој да е од агрикултура, да речеме за технологија на изработка на храна, и потоа да речеме некој конзервант. Значи, не да слушате. Затоа не да слушате. Значи, вие велите како се бира соодветен рецензент. Јас затоа ви зборувам за еден рецензент. А ако имаме мултидисциплинарен труд, тогаш рецензентот што е, како по вашиот пример, има труд во кој што се објаснува технологија, па се објаснува иновативно измислување на хемикалија, значи мора да биде хемичар, соодветен, за да го рецензира трудот. Едниот си го рецензира технолошкиот дел, другиот го рецензира хемискиот дел. Значи, секој рецензира делот за кој што си е стручен и соодветен. И така се бира. Јас не можам да кажам како е во другите
journali, како да во другите списанија во Македонија или во светот. Не знам внатрешната интимна политика, како си ги бираат луѓето и така натаму. Јас знам дека ако мене ми пратат труд да рецензирам, каде што јас не сум компетентен, јас нема да го рецензирам, одбивам. Велам, јас не сум компетентен за ова. Тој што се нафаќа да рецензира, значи некомпетентен човек, труд, тогаш не е проблемот само во джорналот, проблемот е и во човекот. Се надевам дека... Јас имам нешто да ви кажам сега што ми се случи, деновиве. Морам да го споделам. Кажа, Сашо, ние 6 можни рецензенти, има интердисциплинарен, ако е, што знам, хирургија и ово, она, тоа го прават секцијските уредници и све тоа оди и има упатство дека тоа не смее да биде објавено, дека не смеат податоците да се користат освен за рецензирање за други цели и така натаму во упатството нема да должам, но тие работи се дефинирани. И тоа трае едно 11 години, 12, во списанието вака дефинирано. Пред 2 дена добив писмо во кое што еден од авторите ме предупредува дека на Фејсбук еден од рецензентите го објавил целото писмо кое што јас како главен и одговорен уредник сум му го испратил и кажува дека еве за негово задоволство он ќе има шанса за едно списание кое што е цитирано во Скопус да напише рецензија. И нормално еден од авторите, знаејќи ги правилата на етика во однесувањето, ми напиша дека ова е мискондакт и дека заправо обелоденувањето дека некој ќе рецензира во слепо рецензирање на Фејсбук представува заправо нарушување на етиката и погодете од 3 што направив, му се заблагодарив на авторот, го повлеков рецензентот уште веднаш во следната минута, да не може да рецензирам, да објаснам зошто и толку завршам. Што ми е поентата? Ние имаме обострано проблеми во објавувањето, не само од страната на редакцијата, на уредниците, па и од рецензентите како дел од поширокиот тим, и од авторите, туку и некои од рецензентите не се доследни во правилата кои што треба да ги почитуваат. Но има чар. Тоа може и треба да се решава. Зависно од случајот во кој што е. А за ова, за повеќе видови интердисциплинарни, многу го објасни професор Петровиќ. За секој од тие делови треба да бидат релевантни. Сега, колку може.